Почитувани граѓани, нееднаквоста во општеството за кое што зборуваме најсилно ја чувствуваат сиромашните граѓани. И тоа не се процент или два, тоа се 1/3 од граѓаните во Македонија според Заводот за статистика. Висината на социјалната парична помош моментално не ги извлекува корисниците од сиромаштво. Нетранспарентното доделување на социјалните трансфери дополнително ја зголемува нееднаквоста. Социјалниот систем не се однесува само на заштита на сиромашните граѓани, се однесува за заштита и на самохраните родители, лицата со сите типови на попреченост, бездомните лица, стари лица кои што немаат помош и поддршка од нивните семејства и за децата без родители во родителска грижа. Но услугите за овие граѓани или се ретки и недоволни, или воопшто ги нема. Македонија има слаб и сиромашен систем на социјална заштита. Ние тоа го менуваме. Еве неколку мерки кои ќе го покажат тоа како ќе го направиме. За извлекување од сиромаштија уведуваме програма минимален адекватен приход. Лицата кои што живеат во сиромаштија ќе добијат паричен надоместок како надополнување на нивниот приход до линија на сиромаштија во државата. Например, ако едно семејство единствен приход месечен му е социјалната парична помош, која што за 4-члено семејство треба да изнесува 5700 динари, истото тоа линијата на сиромаштија во тој месец во државата или во таа година 12000 динари, тоа семејство ќе добие дополнителен паричен надоместок од 6300 динари. Така социјалната парична помош од 5700 плюс надоместокот од 6300, тоа семејство ќе добие 12000 динари месечно на располагање за семејните трошоци. Нам секое дете ни е важно. Затоа воведуваме професионализација на згрижувачките семејства со воспоставување на мрежа на згрижувачки семејства кои што имаат работен договор со државата. Тоа значи дека гломазните големи институции кои што во моментот не нудат соодветна поддршка на децата, сега прераснуваат во или мали групни домови кои што нудат грижа за овие деца или згрижувачки семејства кои што ги поддржуваат децата во нивниот раст и развој согласно возраста. Претшколското образование е клуч за квалитетен развој на децата. Затоа финансираме отварање на нови детски градинки и ги зголемуваме капацитетите на веќе постоечките. Наша цел е зголемување за 50% на вклучени деца во претшколско образование. Еднородителските семејства не се оставени сами на себе. Воведуваме бесплатни социјални сервиси и услуги за овие семејства кои што имаат подпросечни примања во Македонија и дополнително ги ослободуваме од јавни давачки како радио и дифузна такса, комунални давачки, надоме за градинка и основно образование. Домувањето е право, а не привилегија. Социјалните станови, кои што во моментот се продаваат по пазарна цена, прераснуваат во колективни стамбени заедници, управувани од локалната самоуправа. Право на користење имаат сите граѓани кои што се вклучени во системот на социјална заштита, корисници на државна социјална пензија, граѓани со ниски примања, млади партнерски заедници и лица со попреченост кои што не поседуваат ниеден друг имот. Локалната самоуправа, доколку нема можност да изгради колективни стамбени заедници, ќе треба да издвојува финансиски средства од својот буџет за да ги покрие трошоците за домување на овие лица. Наша цел е целосна интеграција на лицата со попреченост. Износот на средства за заштита на правата на лицата со посебни потреби, вклучително физичка, интелектуална и сензорна попреченост, се зголемува за 50%. Семејствата со деца со попреченост добиваат бесплатна поддршка од дефектолог во нивниот дом и персонални асистенти. Поведуваме и државна социјална пензија. Лицата постари од 65 години, кои им недостасуваат 5 години работен стаж за да може да го остварат правото на пензија, имаат можност да направат докуп на стаж. Оние кои нема да направат докуп на стаж, а при тоа не добиваат никаква друга помош од државата, ќе остварат државна социјална пензија. Креираме систем на социјална заштита кој одговара на потребите на граѓаните. Поведуваме посебни институции кои што вршат контрола и исплата на социјалните парични трансфери. Поведуваме и со семеен социјален работник близок до граѓаните. Програмирањето и управувањето на социјалните услуги го спуштаме на локално ниво. Со ова добиваме систем на социјална заштита кој што ги остварува потребите на граѓаните и е близок на нив. Ова се само дел од мерките од нашата визија во вториот столб. Ги повикуваме сите граѓани кои што сакаат да дават сугестија, предлог или критика кон ова,
да дојдат на дебатите во Кичево 13 октомври, Скопје 14 октомври, Скопски стан, Радовиш 16 октомври, Прилеп 17 октомври и Скопје Скопски стан 18 октомври. Ви благодарам.